Почитувани, аболицираниот криминалец Зоран Заев остана на тиранската платформа која значи редефинирање на Република Македонија. Зоран Заев не собра храброст да ги отфрли уцените и јавно да се откаже од тиранската платформа и реализирањето на елементите во неа. Одлуката на аболицираниот криминалец Зоран Заев беше одлука на еден обичен измамник. Наместо да соопшти јасен став, тој се обиде да го лаже народот, криејќи се зад некакви експерти. Најновата манипулација на аболицираниот Заев е дека експерти на СДСМ и ДУИ ќе кажувале дали ќе се менуваат банкнотите, химната, грбот. Тие ќе кажувале дали ќе се менуваат униформите и дали борците ќе се осудат за геноцид. Аболицираниот Зоран Заев само ќе отварал дебати по сите прашања од највисок државен и национален интерес. Истиот овој Заев до вчера криеше какви се детали договорил и какви се отстапки направил само за да ги добие подписите на пратениците од албанските партии. До вчера лажеше дека зборувале само за начела и принципи, а откако јавноста го откри, сега призна дека договорил и закон за јазици. Го сокри законот и не го презентираше текстот затоа што знае дека е катастрофален. На овој човек не може да му се верува. Тој е подготвен да ги одмолчи и навредите на Зијадин Села дека не постои македонски идентитет и дека пред 100 години немало македонци. Карактер како аболицираниот криминалец Зоран Заев е подготвен да го представи и Зијадин Села како реформатор само за да ги добие неговите подписи. Народот не сака ваква тиранска влада. Затоа на Зоран Заев и СДСМ како ВМРО ДПМН му нудиме две решенија. Едното е да ја одбие јасно и гласно тиранската платформа по сите точки и да прифати поддршка од ВМРО ДПМН за формирање на малцинска влада. Второто е да прифати распишување на нови парламентарни избори заедно со локалните, на кои граѓаните ќе може кристално јасно да се произнесат за партиската програма, вклучително и таа на Социјалдемократскиот сојуз, па дури и во себе да ја содржи тиранската платформа, без да имаат чувство дека се изборно измамени. Граѓаните и јавноста чекаат Зоран Заев да се одважи и барем еднаш да застане за националните и државните интереси.